Голема депримираност во составот на Македонија. Сите мечеви речиси се играа во ваква атмосфера. Надпреварот започнува. Мемен со број 10, со број 7 е Белал. Со број 2 еден од најдобрите Ел Атар, Ахмед Ел Атар. Внимавајте на левиот бек на Египет. 9 метри. Фаулиран Або Ел Магд. Нешто поагресивна одбрана, 4-2 играат нашите, за разлика од претходните мечеви. Играта продолжува. Ел Атар во стативата. Од подлогата топката удри во пречката и заврши над голот на Шандор Ходик. Мандич, Чурлевски, десно е Марковски, Манасков. Мандич, Чурлевски, Марковски, додавање за Мандич, треба се игра сега поактивно. Поповски, 9 метри. Мандич во сендвич, нов прекршок. Продолжува нападот на нашата репрезентација. Средина од втората минута. Чурлевски, чиста ситуација и Македонија води со 1:0. Тоа е 9-ти гол на Боро Чурлевски на светското првенство, прв на вечерашниот надпревар. Вчера почна да игра својата игра во моментите кога се беше загубено против бразилците. Белал. Атар. 9 метри. Генерација машини за перење Фаворит доаѓа и освојува. Врвна технологија на големиот италијански Мерлони. Само Фаворит. Центро Унион. 15-ти гол на Ахмед Ел Атар. Игра во Португалија. Се работи за ракометар од светска класа. Висок е 202 сантиметри, одличен техничар. Мандич. 3-2-1 Египет во одбраната. Манасков. Мандич. Поповски. Чурлевски. Уште еден влез на Чурлевски. Сега ќе има жолт картон. За број 8, тоа е Набил Гохар. Мандич. Манасков. Добро е чуван, додавање за Мандич, чиста ситуација, меѓутоа некоректна блокада и тоа е топка за Египет. Гохар. Рагаб. Лоп удар и 2:1 за Египет, жолт картон за Поповски. Мандич. Чурлевски има простор за влез, Манасков. Ево пречката. Се обидува Ангеловски, меѓутоа топка за Египет. 3:1 за египтјаните. Со гаранција Сигма маслата се изработени по сите светски стандарди. За вашето возило само Сигма масло, најдоброто за него. Сигма Oils, најдобро масло за моторот. Петтата минута, по 1:0 за Македонија, 3:1 за Египет. Манасков. 9 метри. Удар на Манасков и гол. 2:3. 24-ти погодок на Пепи Манасков на ова светско првенство. Милиметарски точно, прецизно. Меѓутоа, Пепи Манасков е далек од учинокот
што се очекуваше од него, од капитенот на нашата репрезентација. Белал. Неодбранливо. 4:2. Сабер Белал Хусейн е одличен ракометар. Разноврсен. Мандич, Чурлевски. Сега Манасков во средината. Играме без кружен напаѓач со четворица бекови. Неколку пати тоа го примени нашите тренери. Меѓутоа не резултираше. Фаулиран Поповски, 9 метри. Жолт картон за Хазем Мабрук. Манасков. 9 метри. Поповски. Фаулиран Чурлевски како кружен напаѓач. Манасков. Одлично додавање, но и феноменална одбрана. Не успева Кире Поповски да го постигне првиот гол на светското првенство. Одлична асистенција од Пепи Манасков, меѓутоа, ете, гледате, од чиста ситуација, од 6 метри, Кире Поповски не погодува, одлична одбрана на Халет Ел Авади. Мандич. Поповски. Одземена топка. Напад на Египет. Рагаб. Со нога играше ракометарот на Египет, меѓутоа судиите Гарсија и Морено им доделуваат топката на домакините. Девет метри. Белал. Жолт картон за Ангеловски. Белал. Елатар. Прекршок од Марковски. Седум метри. Исклучување за Ангеловски. Сосема непотребно, грубо го фаулираше ракометарот на Египет, Сабер Хусейн. Премијата за петка во првото излекување е 40.000 марки, во второто 25.000 марки. Лото 5, лотарија на Македонија. Малку и се лизна египетскиот ракометар, како и да е пенал за домашните. Се уште му се укажува лекарска помош на играчот со број 17 во египетскиот тим. Тоа е можност да кажеме дека во А групата прва е Шпанија, втора е Данска, на трето место е Тунис, четврти е Алжир. Во Б групата прва Германија го обезбеди првото место, втор Египет, на трето место Бразил, на трето место е Куба, а четврти е Бразил. Но да го проследиме изведувањето на пеналот. Во стативата, топка за нашата репрезентација. Сега многу среќа. Чурлевски. Поповски. Посредината од голот. Жолт картон. Со број 7 Сабир Белал Хусейн. Уште 1,5 минута со играч помалку. Исклучен е Ангеловски. Манасков. Поповски. Манасков. Фаулиран, 9 метри. Манасков од голема далечина, одлична одбрана на Халет Ел Авади. Останува 4:2 за Египет.
беколна атмосфера во салата. Ова и не беше така прецизно од Пепи Манасков. Белатар игра само во нападот. На него оди Чурлевски. 7 метри, нов пенал за репрезентацијата на Египет. Фаулиран Хазем Мабрук. Во С групата првото место супериорно го освои екипата на Русија пред Хрватска, Унгарија и Норвешка. Сега погодува. Зуи, а во исто време ви смета. Веднаш умира. Инсектите се плашат од пипсовиот дух. До сегашниот тек од надпреварот, максимално селекторот на египетската репрезентација го штеди на првиот меч против Бразил, не беше воопшто во составот. Исто така и Ашраф Мабрук ќе му бидат значајни во осмина финалето. Во секој момент Ангеловски треба се врати во игра, додавање за Марковски, 9 метри, и сега нашата репрезентација е комплетна. И натаму играме без кружен напаѓач, дел од тактиката на Стефановски и Дмишевиќ. Манасков. Со двајца кружни напаѓачи, ниту еден класичен, и гледате тешко. Јалова е играта, за среќа грешат и египтјаните. Манасков. Поповски, Мандич. Додавање за Чурлевски, 9 метри. Марковски. Нов прекршок. Тече 11-та минута од надпреварот. Играта на нашата репрезентација доста еднолична. Ангеловски. Опомена за Марковски и за Заки. Мандич. Видовте уште еден неуспешен напад на нашите. Гол на Шериф Мехен. Скопско и се е можно. Гол, погледнете. Се прошета едноставно. Сега играме со кружен напаѓач Зарков. И пенал веднаш. Прв пенал за нашата репрезентација. Ќе го изведе Манасков. Во пречката. Неверојатно како деконцентрирано ги изведува пеналите Пепи Манасков на ово светско првенство. Брани Шандор Ходик и топката меѓу многу нозе одново до репрезентативците на Египет. Белал. Елатар. Фаулираше Чурлевски. Добра одбрана на Ходик и уште една.
И конечно топка за нашата репрезентација, ќе имали услови за контра. Манасков влече, Николич, Ангеловски, точно во телото на египетскиот голман Ел Авади. Аут за Македонија. Манасков. Чурлевски. 9 метри. Манасков. Одново по средината на гола. Добра проценка на Ел Авади. Контра за Египет. Одлично брани Ходик. Топката од стативата во рацете на ракометарите на Египет. И натаму 6:2, беше 3:2 за репрезентацијата на Египет, сега е 6:2. 3:0 направија, нашите тешко доаѓаат до позиција за постигнување гол. Нови 9 метри за египетскиот тим. Елатар, Белал, исклучување за Манасков. Го повлече за рака противничкиот ракометар. Француските судии веднаш го исклучија. Второ исклучување во нашиот тим. Белал. Елатар, Гохар. Одличен гол на Сабер Белал Хусейн. Втор негов погодок. Мастеркард, Еврокард на Комерцијална банка АД Скопје. Слобода на вашето движење. Нова мала пауза, се жали на повреда, еден од египетските ракометари. Домаќинско осигурување на стамбени објекти и покупнина. Најсигурно е осигуреното во осигурување Македонија. Куќа на доверба и сигурност. Тоалетни сапуни. Најдоброто друштво во моментите кога сакате да бидете сами. Охис. Нашите поаѓаат од центар. Мандич. Марковски. Мандич. Николич. Имаш елементи на пробивање. Грешка на Николич, контранапад преку Хусейн Заки и на фантастичен начин Шандор Ходик го одбрани овој удар. Ја смири публиката. Чурлевски, Николич, 9 метри. Штом ќе започне противникот да игра поагресивно во одбрана, нашите како да губат глава, гол на Мандич. Може би десетина и повеќе минути нашите без постигнат гол, 30:7. Елатар. Гохар. Додавање за Або Елмагд.
Истече казната на Пепи Манасков. Се враќа во игра. Ангеловски. Мандич. Марковски. 9 метри. Што му беше само идејата на Марковски. Манасков. Чурлевски. Мандич, Марковски, има вишок на десната страна и не успева. Тоа беше Зарков, празен гол имаше. Во последен момент Ел Авади успеа да спаси, можеше многу подобро Зарков да бие. Петното од Македонија, Шардоне и Поварданија. 9:3. Тајм-аут за нашата репрезентација. Потребен е се надзира резултатска катастрофа против домакинот. Во киосците на Тутун се купува и врши уплата на Супер Бинго и Лото 6 на Промет Тутун. Хајде! Хајде бе! Цврста и сигурна каросерија. Воздушно перниче за возачот. 6-годишна гаранција од корозија. Стилски дизајн. Серво управување. Предни и задни зони за амортизација. Продолжете да возите. За секојдневниот живот. Посебен попуст од 10%. Еврокар. Играта продолжува. Ангеловски, Манасков, Зарков, нашите дотално оддалечени, Чурлевски, 9 метри. Мандич, Манасков, Зарков. Уште една добра одбрана на египетскиот голман, меѓутоа пенал за нашата репрезентација. Кој ќе биде сега изведувач? Мандич. Првиот пенал не успеа да го реализира Пепи Манасков. Прецизен Мандич. Втор негов гол. 4:9. 5 гола предност за домакинот во теке 19-тата минута од првото полувреме. Девет метри. Олираше Мандич. Белал. Одново Белал. И 7 метри. Протестираат нашите ракометари кај француските судии. Беше во просторот од 6 метри Николич, гледате. Гол на 15-ката Хазем Мабрук. Прв негов гол 10:4. Мандич. 9 метри. Чурлевски. Манасков. Се обидува Марковски да направи блокада. Да му отвори простор за удар на нашиот капитен. Манасков. Од неизградена позиција, 9 метри. Девет метри за Зарков. Манасков. И загубена е топката. Контранапад. Погледнете како брзо го
решаваат овој проблем египтјаните 11-4. Фуриозно Марван Рагаб, односно Хусин Заки, тоа е втор негов гол. 10 минути до крајот на првото полувреме. Мандич, гол на Урош Мандич. Негов трет погодок, 5-11. Во осмина финалето од светското првенство ќе играат Шпанија и Бразил, Германија, Алжир, Египет, Тунис, Куба, Данска, Русија, Кореја, Шведска, Норвешка, Југославија, Хрватска и Франција, Унгарија. Светското првенство ќе продолжи во среда со осмина финалните надпревари, а наредниот вторник на програмата ќе биде големото финале. Во меѓувреме топка за Македонија, Пепи Манасков не успева. Нова контра и гол за Египет. Магди Абоел Магд. Втор негов гол. 12-5. Манасков. Чурлевски. Фаулиран Пепи Манасков. Чурлевски. Мандич. Сега добра проценка на Халед Ел Авади. Многу слаб процент на реализација на нашите, од 14 упатени удари, 4 завршиле во мрежата на Египет и еден е постигнат од пенал. 29% реализација. Исклучување за Мандич. Тоа е трето исклучување во нашиот тим. Продолжува нападот на египтјаните. Белал. Гохар, Белал. Од оваа позиција тешко може да се постигне гол. Биеше Мабрук. Аут за Египет. Елатар. Гохар. Елатар. Гохар. 9 метри. Елатар, одлично додавање. Погледнете оваа фантастична комбинација и делириум. Ерупција од одушевување. 13-5. Хазем Мабрук ја заврши оваа извонредна акција. Вистинска екзибиција на египтјаните. Нашите само неми посматрачи на она што се случува. Во игра го нема Мандич, играме со играч помалку. Меѓутоа, изостанува онаа борбено затворање на просторот. Кире Лазаров е во игра. Лазаров. Чурлевски. Обид да се проигра Марковски. 9 метри. Манасков. Чурлевски, Лазаров. 9 метри. Лазаров има чиста позиција и право во противничкиот голман. Топка за Македонија. Праволиниски упатен удар. Чурлевски. Влез на Чурлевски и гол. 6-13.
На еден наш гол египćaните постигнуваат 2, тайм-аут за домашната репрезентација. Втор гол на Чурлевски. Не знам да ги гледачи, дали ги слушнавте советите на тренерите, немам врска со нашето студио. Како и да е, 13:6 за Египет. Нешто повеќе од 5 минути до крајот на првото полувреме. Египćaните очекувано играат полетно, мотивирано. Оваа публика дојдена е да гледа добар ракомет. Ел Атар, Белал, Ел Атар, 2 удари, 2 гола, одигра еден од пенал. Ова е трет погодок на Ахмед Ел Атар. 14:6. Чурлевски. Прекршок. Лазаров. Марковски како втор кружен напаѓач. Манасков. Чурлевски. Манасков. Преблиску беше до Казем Мабрук. 9 метри. Не можеше да се излече од оваа челична преградка. Лазаров. Позиција на среден бек. Манасков. Чурлевски. Без вистинска идеја, онаму каде што е најгусто, тешко е да се мине. Манасков, Лазаров треба да се игра поактивно. И тоа е пробивање, топка за Египет, контранапад. Гол од невозможна ситуација на Мамут Хусеин. 15:6. Можеше да заработи исклучување Кире Лазаров поради ова туркање. Марковски. Николич. Игра на местото на Пепи Манасков, кој седна да се одмори. И од оваа ситуација, далеку од голот, Александар Зарков. Брани сега е Брестовац на голот на нашата репрезентација. Тоа е негова прва одбрана. Малку шанса имаше да брани Данило Брестовац. Ова е негово прво излегување на голот. Во првиот надпревар еднаш се обиде да одбрани пенал. Уште еден гол на египćaните, 10 разлика. Магди Або Ел Магди. Не случаен е овој резултат. На последните две светски првенства, репрезентацијата на Египет го освои 6-то место. Беше младински светски шампион во 1993 година.
токму таа генерација сега стасува за сениорското светско првенство. Египет е секако еден од кандидатите за освојување медал. Пенал за Кирил Лазаров. Сув лист, прецизно, 7:16. Тоа е четврти гол на Кирил Лазаров на ова светско првенство. Некогаш нема потреба и да се бие силно. Белал. Алатар. Не се ни мрдна Брестовац. 17:7. Четврти гол на Ахмед Елатар. Тоа се вистински бомби. Погледнете. Николич. Чурлевски. Лазаров. Обид да се проигра Поповски. Лазаров. Одлична одбрана на Ел Авади, контранапад. Во 3 чекори Хазем Мабрук, трет негов гол. Далеку најбрз во екипата на Египет. 18:7. Тече последната минута од првото полувреме. За среќа, малку да здивнеме од оваа лавина, од овој ураган што се движи кон нашиот гол. Не успева Николич. Топка за Египет. Уште 20 секунди до крајот на полувремето. 7 метри. Фаулиран Ахмед Белал. Зарков бранеше од просторот од 6 метри. Пенал за Хазем Мабрук. Брани Брестовац, тоа е втор нереализиран пенал на египтяните. И во овој момент, крај на првото полувреме, Египет, Македонија 18:8. 10 голови разлика. Уште еден резултатски дебакал. Нашите тотално не... Гледајќи го поединечниот учинок, 20% реализација, Пепи Манасков, неколку мина без реализација, гол на Кирил Лазаров. Втор негов погодок. Десет гола разлика. Белал. Погодок на Мабрук. Четврти негов гол. 21:10. Како само се радуваат гледачите, со колку срчаност и љубов ги бодрат своите миленици. 9 метри. Зарков, Чурлевски, Манасков. Има ситуација за гол, статива, немаше среќа. Лазаров. Зарков. Нов прекршок. Чурлевски. Треба да се игра поактивно. Лазаров. Нов прекршок. Манасков, додавање за Чурлевски. Зарков осамен. И
Не важи овој гол, тоа е престап. Веднаш казнуваат египтјаните. Купи ТВ Бинго. Можеш да ме добиеш мене. 22:10. Чурлевски, Манасков, Лазаров, Манасков, прецизен. Сигурно, квалитетно и со гаранција, Сигма маслата се изработени по сите светски стандарди. За вашето возило, само Сигма масло, најдоброто за него. Сигма Oils, најдобро масло за моторот. Сега добра одбрана на Брестовац. Чурлевски. Додавање за Ангеловски, негов прв погодок денеска. Што зуи, а во исто време ви смета. Веднаш умира. Инсектите се плашат од пипсовиот дух. Белал. Фаулиран Мабрук. Без најдобрите ракометари египтјаните се толку супериорни. Уште една одбрана на Брестовац, топка за Македонија. И гледате, нема шанси да се изведе контранапад. Полуконтра Јович и брани Елавади. Останува 22:12. Како да ема гепса на мрежата на противничките екипи понекогаш, во моменти кога нашите се обидува да стигнат некаква предност или да ја зголемат собствената во ретките прилики кога ги има. Овој гол не важи, топка за Македонија. Чурлевски. Зарков, нема потреба да се брза. Уште еднаш Јович и сега на првата статива гол. 13:00. Овој надпревар. Белал. Заки. Мабрук. Грешка. Контранапад. Чурлевски. И нема ништо од ова. Само 9 метри. Зад него беше Ангеловски. Можеше Чурлевски да го проигра. Лазаров. Јович. Чурлевски. Јович. Чурлевски. Манасков. Зарков. 9 метри. Турнат Чурлевски, нов прекршок. Манасков. Обид да се проигра Чурлевски, ќе има исклучување. Тоа е со број 10, Шериф Мохен. Во наредните 2 минути нашата репрезентација со играч повеќе. Резултатот 22:13 за Египет.
Манасков. Чурлевски. Лазаров. Топката од блокот во корнер. Манасков. Лазаров. Страотен удар и гол. 14:2. Ја во критичните моменти од завршницата постигна 2 гола. Мала минутажа има Кирил Лазаров. Уште една минута, со играч повеќе, одземена топка, еве можност да се намали водството на Египет. Меѓутоа грешка на Чурлевски. Бара од судиите некаков прекршок, а можеше едноставно да ја задржи топката. Останува 22:14. 8 разлика за Египет. Хусейн. Не се реши да влезе, Або Елмаг. Хусейн брани Брестовац. И сега нова шанса за контранапад. Чурлевски, Ангеловски. Неверојатно. Неверојатно. Токму во главата на египетскиот голман. Верувам дека немаше намера Бранко Ангеловски да го повреди египетскиот голман. Неверојатно по средината на голот, токму во телото на египчанецот. Чиста ситуација за постигнување гол. Клупа, тотална конфузија, апатичност. Едвај се чека да заврши светското првенство. Овој прв дел. Сепак Ел Авади ќе мора да го напушти теренот, на негово место Мохамед Ел Накиб. Член на Спортинг, игра во Португалија. Чурлевски. Манасков. Поповски е во игра на местото на Ангеловски. Манасков. Исклучување за број 8, тоа е Набил Гохар. Не бираат средства ракометарите на Египет да го невозможат Пепи Манасков. Чурлевски. Манасков, вишок на десната страна, Јович и гол. 15:22. Втор гол на Александар Јович. Одлично додавање од Пепи Манасков. Метри за Египет. Колку толку ублажена е она предност од 11 голови што ја има египчаните, сега на 7. 9 метри. Во тек е 13-тата минута
Од второто полувреме, 6 минути египтјаните без постигнат гол. Пробивање. Топка за Македонија. Чурлевски. Поповски, Манасков. Додавање за Зарков и па мора да биде тоа пенал. Француските суди велат само 9 метри. Бранеше од просторот од 6, еден од египтјаните. Лазаров. Гол на Кирил Лазаров. Игра храбро, слободно. Квалитетна боја. Четврти гол на Кирил Лазаров. Сега 7 метри за Египет. Фаулиран Ахмед Белал. Ке го изведе Мамут Хусейн Солиман. Прецизно. Домаќинско Манасков. Поповски. Јович. Лазаров. Јович. Немаше простор за влез. Лазаров, Зарков и тоа треба да биде пенал. И исклучување. Од игра исклучен Шериф Мохен. Добра комбинација на нашата репрезентација, проигран кружниот напаѓач Зарков, пенал за Кирил Лазаров. Еден реализираше. Лоп удар и гол. Мастерка. Зошто имаше толку мала минутажа Кирил Лазаров, навистина е неверојатно, неразбирливо. Дали е младоста неговата пречка, што има само 19 години, што не доби вистинска шанса на ова светско првенство. Со многу среќа, Хусейн Заки, трет негов гол, 24-17. Од рацете на Николич, топката за мрежата на Брестовац. Лазаров, Чурлевски. Манасков има простор за удар. Добра проценка на Ел Наким. Од 8 удари, 2 завршија во мрежата, кога е во прашање Пепи Манасков. Средина од второто полувреме. Египет уште 45 секунди со играч помалку. Хусейн. Одземена топка. Брестовац. Чурлевски. Ангеловски не се реши да влезе. Чурлевски. Јович. Тој веднаш бие и погодува. 18-20. И се е можно. Обид на Заки, добра одбрана на Брестовац. Аут за Хусейн. Заки. Белал. Одново Белал. Мабрук. Чурлевски 2 минути надвор од игра. Сега египтјаните имаат играч повеќе. Белал.
Мабрук прави престап, топка за Македонија. Влегуваат во игра Манасков и Лазаров, излегуваат Зарков, Николич и Ангеловски. Ангеловски сепак се враќа во игра. Поповски на позиција на среден бек. Манасков. И престап направи Ангеловски, беше внатре во просторот од 6 метри кога ја прими топката, казнуваат египтјаните. Овде, во киосците на Тутун, Нова грешка, за момент сепак спасува Пепи Манасков. Не успеа Ахмед Белал. Уште 30 секунди казна за Боро Чурлевски. Поповски. Лазаров. Греши, нова продадена топка. Се обиде екзибиција да направи Сабер Белал Хусейн. Меѓутоа, добро, мирен беше Брестовац. Јович има многу простор за удар. Меѓутоа, крај голот. Топка за Египет. Побаран е уште еден тајмаут. Десет минути до крајот на надпреварот, 25 спрема 18, 7 разлика за Египет. Домашните имаат и топка, силите на теренот израмнети, истече казната на Боро Чурлевски. Мабрук. Заки. Белал. Хусейн, Белал. Аут за Египет. Добро поставени во одбрана нашите ракометари. Чурлевски е најистурен. Заки. Одземена топка, можда за контранапад. Јович на десната страна, чиста ситуација и гол. 19 спрема 25. Конечно една добро изведена контра. Четврти гол на Александар Јович. Од 6 удари, 67% реализација. Од 30% на крајот од полувремето, сега 43% реализација. Веднаш се чувствува и со резултатот. Заки промашува. Еве нова шанса за нашите ракометари да ја намалат разликата. Чурлевски. Лазаров. Манасков. Зарков. Манасков. Фаулиран 9 метри.
Одново Манасков. Не може око да отвори од Самер Белал. Чурлевски. Обид за блестачно Лазаров и гол. Неодбранливо. Тоа се вистински проектили. 20-25. Тоа е тоа. Египтјаните внимаваат на Пепи Манасков, а Лазаров има повеќе простор и до максимум го користи. Шести гол да нашиот најмлад репрезентативец со солиден процент на реализација. Пет разлика за Египет. До крај остануваат нешто повеќе од 8 минути. Хусейн, Гохар, Заки, одземена топка, еве сега нова контра, Јович. И неверојатно. Уште една шанса и нема гол, нема ни пенал. Тоа беше Поповски, можеше да биде 4 разлика. Играта продолжува. Белал. Со број 14 во игра Мараван Рагаб. Исто така игра во Спортинг. Рагаб. Гол на Мабрук, Хазе Мабрук, шести негов погодок. Наекспониран поединец во екипата на Египет. 26-20. Манасков, Чурлевски. Одново Боро Чурлевски. Додавање за Зарков. 9 метри и тоа е чист пенал. Еден чуден критериум на француските судии. Манасков во блокот. Лазаров. Манасков. Лазаров. 9 метри. Треба да се игра поактивно, но како? Чурлевски. Лазаров. Нов прекршок. Долго трае овој напад на нашите. Треба да играат сега поактивно. Крената рака на судиите, Јович, 9 метри, и сега мора брзо да се бие, инаку ќе биде одземена топката. Лазаров, да видиме дали ќе погоди, погодува. 21-26. Симултанка на Киде Лазаров, откако влезе во игра, 7 гола постигна. Белал, Рагаб, Заки, Белал, Рагаб и сега лоп удар на Мабрук. Седми негов погодок се израмнува по бројот на головите со Кире Лазаров, 70% реализација. Манасков. Чурлевски. Од крилна позиција, додавање за Јович, Зарков.
Лазаров. И сега многу повеќе внимаваат египтјаните на Кире Лазаров. Манасков. 9 метри. Манасков и по средината на голот, навистина беше изблокиран неговиот удар контранапад на египтјаните и гол на Хусейн. Втор погодок. – 28 спрема 21. Имавме 5 разлика и можност да се стигне на 4. Три и пол минути до крајот на надпреварот. Зарков, пенал. Вешто додавање на Пепи Манасков од зад грб. Ќе го изведе Кире Лазаров. Прецизно и овој пат 8 гол на Лазаров, третот пенал. 22 спрема 28. Четири-два во одбрана, напред се Поповски и Чурлевски. Од игра е исклучен со број 17 Ахмед Белал. И од невозможна ситуација гол постигнува Мамуд Хусейн. – 29 спрема 22. Лазаров. 7 метри. Сега изнуди пенал, нашиот најмлад репрезентативец. Да видиме кој ќе бие. Пепи Манасков. Успева. 23 спрема 29. Трет гол на Манасков. Точно 2 минути до крајот на надпреварот, 6 разлика за Египет. Заки. Хусейн. 9 метри. Се пожали на повреда од Ангеловски. Ангеловски фатален по играчите на Египет, по голманот Халед Ел Авади. Е сега и Мамуд Хусейн Солиман. Полека се ближи крајот на надпреварот. Последен од првиот надпреварувачки дел, петти од Б групата, репрезентацијата на Македонија го доживува и четвртиот пораз. Победа во првиот надпревар против Саудиска Арабија со 28 спрема 21. Се понадевавме дека таа победа ќе го отвори патот кон осми на финалето, меѓутоа серија од порази. Започна се во последните 10 минути против Германија. Тој страф како да влезе токму во тие 10 минути, па против Куба вистински дебакл. Висок пораз од 14 голови разлика. Потоа дојде мечот со Бразил, кој решаваше за пласман во осми на финалето. И токму тој беше клучниот за пласман меѓу 16-те, но бразилците ни одржаа лекција, ни покажаа како се бранат боите на својата земја.
пенал за Египет. Ходике на нашиот гол, ќе го изведе Хусаин. Зошто судиите не даваат знак, не знам. Една мала консултација со записничката маса. Гол на Хусейн, четврти негов погодок. Односно 30 спрема 23. Манасков. 9 метри. Играме без исклучениот Кире Поповски. Чурлевски. Манасков. Топка за Египет. Почетничка грешка, направен е престап, влезе некој од нашите во просторот од 6 метри, тече последната минута. Хусаин, крај голот. Има уште 43 секунди до крајот на надпреварот. Чурлевски, Манасков, Чурлевски и гол. Добра комбинација на нашите, 24 спрема 30. Уште 20 секунди до крајот. Заки, 9 метри. Времето тече, уште 5 секунди, престап. Голот не важи и тоа е крај на средбата. Египет, Македонија, 30 спрема 24. Второто полувреме, нашите го добија со 4 гола разлика, меѓутоа предоцна го одигра ова полувреме во кое што покажаа дел од својот објективен квалитет. За жал, утре се враќаат дома, го завршуваат